Миналата година на 31.12 истече рокот до кога граѓаните кои што имаат поднесено барање за легализација на нивните бесправно изградени објекти во периодот од март 2011 до септември 2011, значи во тој првиот рок што беше за легализација, беа должни геодетски елаборати да достават до општините најкасно до 31.12 минатата година. Имајќи во предвид дека веќе имавме најави од самите геодетски фирми дека имаат зголемен обем на работа последните денови од предистекот на новата година, веќе се знаеше, се осеќаше дека едноставно геодетските фирми нема да можат да стигнат на време да одговорат на да ги изготват сите оние барања кои што беа поднесени до нив. Според поатоците кои што нели истече рокот, веднаш во соработка со Геодетската комора на Република Македонија направивме една заедничка анализа, значи побаравме поатоци од сите геодетски фирми да видиме како стои ситуацијата и врз база на добените податоци испадна следната ситуација. Значи, севкупно геодетските фирми имаат направено околу 240.000 геодетски лаборати. За жал, они не успеа 10.000 геодетски лаборати покри тоа што граѓаните ги поднеле до нив за изработка, они не успеа во тој рок во последните денови од 2016 година да ги изработат, значи 10.000 лаборати остана неизработени и исто така они не информираат дека уште 5.000 геодетски лаборати, иако успеале да ги изготват, сепак останале неподигнати од страна на граѓаните. Имајќи ја предвид целата ситуација, ние припремивме веќе информација на влада на Република Македонија, очекуваме веќе наредната недела веќе да започне целокупната процедура околу владината процедура, а сега понатака ќе треба и да се помине и собраниската процедура околу евентуално пролонгирање на рокот за изготвување на овие геодетски лаборати, бидејќи сме во една ситуација каде што граѓани кои што поднеле барање за легализација, поднели барање за изготвување на геодетски лаборат, но поради субјективни, односно објективни причини, немање на доволно време, не се успеа да геодетските фирми да ги изработат овие геодетски лаборати. Нашата информација веќе спремна, наредната недела очекуваме да започне владината процедура и целата работа очекуваме да заврши со пролонгирање на рокот за да се овозможи компаниите да ги завршат овие лаборати, граѓаните што не ги подигнале лаборатите да ги подигнат и ево еден нов рок кој што Комората веќе го предложи, исто така имаме и барање од телекомуникацијските оператори, и од Македонскиот телеком, и од ВИП, да имаме единствен рок, кој што би стекол некаде во 2018 година, без разлика дали барањата се поднесени во првиот рок што беше во 2011 или во вториот што беше миналата година даден. Така да нашиот предлог се движи врз база на барањата од фелата, на барањата на компаниите и се надеваме дека и владата понатака ќе биде усвоена страна на владата и предложено до парламентот да може да се пролонгира овој рок.